Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Лицата со шеќерна болест останаа без инсулин, но и без лентите за мерење гликемија. Алармираат дека доколку не примат терапија, се загрозува нивното здравје. Изминативе 2 години во земјава има зголемување на бројот на деца кои се сторители на кривични дела. Општината Тетово ќе превенира преку совет кој ќе работи на терен. Денес на Универзитетот на Југоисточна Европа се одржа дебата со наслов Новите геополитички случувања и нивното влијание врз Северна Македонија. Лицата со шеќерна болест останаа без инсулин, но и без лентите за мерење гликемија. Алармираат дека доколку не примат терапија, се загрозува нивното здравје. Здруженијата на диабетичари бараат промена на бирократските процедури, но од ресорното министерство го негираат проблемот. Велат дека недостасува само еден тип инсулин за кој се доставува замена. Трета недела во болничките аптеки во земјава нема два типа инсулин. Нема ниту ленти со кои пациентите ја следат состојбата на шеќерот во крвта. Засегнати се многумина, реагираат од Здруженијата на диабетичари. Душко Игневски, председател на Тетовското здружение, вели дека проблемот не е нов, дека речиси секој месец има доцнење, но во тековниот месец, февруари, тој лично воопшто нема земено терапија. Јас, како што си добијам секој месец, тоа ми е на 6-ти, 2 пати сум бил, немаат добиени, дури немаат ни најава дека ќе добием. Секој со секој кој што има инсулин поземуваме по пенкало 1-2, секој такви некои ситуации си помагам, ама не е тоа доволно. Ќе поземиш пенкало 1-2, па после треба да си земе редовната терапија што треба да има секој месец. Тоа за жал го немамо и во однос на другите години, мислим годинава е многу најтешка до сега. Од Сојузот на Здруженија на диабетичари бараат надлежните да ги променат бирократските процедури, за навреме да го добиваат пенкалото кое за нив живот значи. Ние трета недела апелираме, бараме, од денес си инсистираме подитно Министерството за здравство и владата веќе треба да ги надминат бирократските процедури и да се дистрибуира количината која што треба до секој пациент. Не само инсулини, туку и лентите, односно глукомерите, кои што се исто важни за лицето со диабетес да квалитетно се менеџираат со гликемиите, односно бидат работоспособни. Од Министерството за здравство пак тврдат дека пациентите на инсулинска терапија се соодветно покриени. Станува збор за само еден тип инсулин, од кој неодамна се потрошени количините, но за истиот инсулин има аналог на таа генерика, така што пациентите на инсулинска терапија се соодветно покриени со аналогот. Сите други типови инсулин се на располагање во доволни количини во инсулинските аптеки. Исто така, веќе е распишан јавен повик за обезбедување нови количини инсулинска терапија. Според последните податоци, во земјава има 44.500 лица на инсулинска терапија, 600 се деца до 18 години. Изминативе 2 години во земјава има зголемување на бројот на деца кои се сторители на кривични дела, кражби, разбојништва, телесни повреди, а забележително е зголемен бројот на малолетници кои употребуваат наркотични супстанции, па дури и продаваат. Општината Тетово ваквите појави ќе ги превенира преку совет кој ќе работи на терен. Се зголемува бројот на малолетници кои се извршители на кражби, насилство, кои користат, но и продаваат наркотични супстанции. СВР Тетово лани регистрирала 89 деца сторители на кривично дело, а меѓу нив најбројни биле оние кои ги повторуваат делата. Професорката по казнено право Блерта Ахмеди вели дека детското престапништво изминативе 2 години е во пораст, на што многу влијае сиромаштијата, секојдневието во семејството, но и надвор од домот.
Современото време има голема улога, особено и како ризик фактор, нажалост, кај децата, бидејќи тие повеќето од времето го поминуваат низ различните социјални мрежи, но исто така и друштвото, можам да истакнам дека има големо влијание врз децата, но нормално дека улогата на семејството е таа што треба да биде најважна и тука мора да се стави акцентот. Ахмеди додава дека треба да се зголеми соработката на државните со локалните институции. Во нашата држава, иако постои законска обврска за сите општини да имаат формирани општински совети за превенција на детското престапништво, повеќето од општините не ја имаат завршено или почитувано оваа обврска. Од општина Тетово велат дека ваков совет досега постоел само на хартија и дека оваа година ново формираниот ќе биде функционален. Ќе се работи на терен, преку директни контакти со малолетните сторители на кривични дела. Оние членови кои ќе бидат на тој совет ќе поразговарат со нив, ќе одржат лекции, ќе им објаснат за негативните појави и така ќе продолжи да работи до крајот на оваа година. Инаку и СВР Тетово преку превентивно-едукативни проекти работи на подигнување на свеста на малолетниците за штетните последици, како и запознавање со можните законски импликации доколку бидат инволвирани во такви случаи. Денес на Универзитетот на Југоисточна Европа во организација на Институтот за европска политика од Скопје се одржа дебата со наслов Новите геополитички случувања и нивното влијание врз Северна Македонија. На дебатата учествуваше и министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој во изјава истакна дека е важно да се дискутира за позиционирањето на нашата земја на меѓународната сцена. Се вели надворешната политика почнува од внатре. И затоа денес имавме можност така да елаборираме со граѓани по однос на надворешната политика. Често сметаме дека само експерти и тие што се во темата разговараат на таа тема, но мислам дека е важно со граѓаните да разговараме и за нашите надворешно политички предизвици, за нашето позиционирање во меѓународната политичка сцена, кое што морам да кажам е многу различно од таа пред неколку 10 години, 20 години, затоа што денеска сме членка на НАТО, денеска председаваме со најголемата регионална безбедносна организација во светот, ОПСЕ, денеска преговараме со Европската Унија, денеска оваа година председаваме и со две други регионални иницијативи. Значи, тоа е веќе сериозно меѓународно позиционирање, што верувам дека ќе ја зголеми прво нашата самодоверба како луѓе, затоа што за жал поради перипециите низ кои што сме поминале како држава, луѓето ја имаат изгубено самодовербата. Кога се губи самодовербата, потоа се губи лојалноста, се губи и можноста секој да придонесе. Мислам дека полека ја враќаме таа самодоверба на народот, на граѓаните, преку ова ново, сериозно позиционирање, а се разбира и новиот имидж на државата во светот. Граѓаните има многу конкретни и добри прашања по однос на меѓународната политика, односно на надворешната политика на државата, посебно по однос на војната во Украина, загриженоста кои што може да бидат последиците во услови на различен исход во Украина, победа на една или на друга страна, за европската перспектива на државата, за односите со Република Бугарија, за стратешкиот диалог со САД, за председавањето со ОПСЕ, значи многу прашања, што значи дека реално граѓаните ги интересира надворешната политика и граѓаните треба да се вклучени повеќе во дефинирање на правците и приоритетите на нашата надворешна политика. Мислам дека нема дилема за поддршката за членство во Европската Унија од тие што беа тука и дека разбира дека одредено незадоволство кое што може да постои е привремено, е резултат на фрустрација на овој тежок пат низ кој што помина државата, но недвосмислени се сите по однос на тоа дека државата нема алтернатива освен членство во Европската Унија. Во своето обраќање пред присутните во рамки на свеченоста по повод одбележувањето на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска истакна дека во годината кога одбележуваме 70 години од основањето на Институтот за македонски јазик и 120 години од излегувањето на книгата за македонските работи од Мисирков, одбележувањето на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик добива посебно значење.
Институтот за македонски јазик Крстен Исирков се залага за проучување, промоција, афирмација и негување на македонскиот јазик како службен јазик во македонската држава и како мајчин јазик на многумина, но ги поддржува афирмацијата и негувањето на сите други јазици што се зборуваат кај нас и во светот. Почитувањето на различните култури и на различните јазици произлегува од многовековната борба за слобода и признавање на македонскиот јазик заедно со македонската држава, но и од соживотот на балканските простори од памтивек, во лингвистичките кругови представен преку Балканскиот јазичен сојуз. Годинава кога одбележуваме 70 години од основањето на Институтот за македонски јазик и 120 години од издадувањето на книгата за македонските работи од Крстен Исирков, одбележувањето на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик за нас добива посебно значење. Чествувањето на овој ден, кој е посветен на лингвистичката и културната разновидност и мултилингвализмот, е уште една можност да потсетиме на важноста на нашиот јазик, но и на македонската култура воопшто. Како што вели Блаже Коневски, јазикот е единствената наша тековина. Се додека го чуваме, го негуваме, го вартиме, го гледаме јазикот наш македонски, ќе може да сметаме дека го имаме и татковина. Како куќа, како дом, како огниште. Секој треба да го негува и да го одава почит на својот мајчин јазик, како најголемо богатство, а доколку го цениме собственото, ќе можеме да го почитуваме и другите. Пекарската индустрија се соочува со алармантен недостиг на квалификуван кадар, посочи од Стопанската комора на Македонија на денешната пресконференција. Просечната старост на лицата кои што работаат во пекарската индустрија е 57 години, а исто така имаме многу мал интерес за вработување на лица во оваа индустрија, со што навистина се јавуваат потешкоти во оперативното работење во самата пекарска индустрија. Младите немаат интерес, ниту пак имаат интерес да формираат или да направат своји собствени пекарници кои што ќе можат, каде што ќе можат нели самостојно да го произведуваат својата заработка во животот. Дополнително, пекарската индустрија е таква индустрија каде што комплетно не можете да ги автоматизирате сите процеси, затоа е потребна потенцијал од работна сила и според тоа тешко може да се избегне проблемот доколку имаме недостиг на работници. Најчесто во големите пекарски работници, индустрии, има недостиг од месачи, обликувачи на тесто и пекари, додека во микро и во малите компании најчесто имаме недостиг од работна сила како што се пекари и борекџи. Проблемот е сериозен и затоа мора институционално, системски да работиме на овој проблем за да ги ублажиме недостатоците на кадар во оваа индустрија. А една од опциите кои што се предвидува е и субвенционирање на работодавачите од пекарската индустрија, но и на вработените во оваа пекарска индустрија. 67-годишник, додека изведувал мулерски работи, паднал од скала пошто им подлегнал на повредите. Во полицискиот билтен евидентирани и случаи на физички напади, пронајдена марихуана и легален престој во државата и пријава за каснување од бездомно куче. Вчера во 14 часот и 50 минути во СВР Титово пријавено е дека во гостиварската општа болница Ферит Мурат бил донесен починат 67 годишник од Неготино Полошко. Според пријавеното, тој паднал од скала додека изведувал молерски работи во куќа во ова село. Увид извршила екипа од оделението за внатрешни работи Гостивар, а по наредба на јавен обвинител, телото му е предадено на семејството. 38 годишен гостиварец вчера во 13 часот во СВР Титово пријавил дека околу 10 часот на улица Живко Брајковски во Гостивар неговиот малолетен син бил физички нападнат од едно лице. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Полициски службеници на СВР Титово вчера во 7 часот над Титовско Боговиње лишиле од слобода 34 годишникот Титовско Боговиње, кој еден час пред тоа бил пријавен од 28 годишникот Титовско Новосело, дека му се заканувал. Се расчистува случајот. Вчера во 10 часот во Титовско Желино, полициски службеници на СВР Титово привеле 20 годишничка од Република Косово поради непријавен престој на подрачјето. Таа била задржана во полициската станица Титово, а потоа депортирана во нејзината матична земја. Вчера во 10 часот 46 годишникот Титово во СВР Титово пријавил дека на 8 февруари годинава околу 21 часот и 30 минути во Титовско Доброште неговиот малолетен син пред семејна куќа на нивен роднина физички бил нападнат од неколку други малолетници. Се расчистува и документира случајот. 32 годишникот Титово вчера во СВР Титово пријавил дека неговата малолетна ќерка на улица 180 во Титово била касната од куќа Скитник. Вчера околу 17 часот и 30 минути на улица Борис Кидрич во Титово полициски службеници на СВР Титово лишиле од слобода 21 годишникот Титовско Тејарце, кај кого била пронајдена и одземена марихуана. По документирање на случајот против него ќе следува поднесок. Полициски службеници на СВР Титово вчера вечер околу 23 часот во блок 82 во Титово лишиле од слобода 24 годишен титовец затоа што му била пронајдена и одземена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Титово и по документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Полициски службеници на СВР Титово вчера вечер околу 23 часот и 30 минути во Титовско Желино лишиле од слобода 24 годишникот ова село, кој претходно бил пријавен од неговиот 19 годишен соселанец, дека околу 18 часот физички го нападнал, внесувајќи го во неговото возило, а поради нивни претходни недоразбирања. Се расчистува и документира случајот. Во акцијска контрола на возила кои вршат јавен превоз на патници, спроведена на Титовско-гостиварското подрачје, биле санкционирани 8 технички неисправни возила. Вчера од 8 до 12 часот полициски службеници на СВР Титово спровеле акцијска контрола на возила кои вршат јавен превоз на патници, претежно автобуси и комбиња. Во контролата биле откриени и санкционирани вкупно 8 технички неисправни возила, 3 во Титовско и 5 во Гостиварско. 5 од возилата имале неисправни сопирачки, 2 биле со неизвршен технички преглед и 1 со неисправни други уреди. Технички неисправните возила веднаш се исклучени од сообраќај и на возачите изготвени им се законски предвидените поднесоци. При контролата исто така биле санкционирани и 9 други видови прекршоци. Секторот за внатрешни работи Титово со апел до учесниците во јавниот превоз навреме да ја проверуваат техничката исправност на нивните возила кои секојдневно ги користат и да не ја доведуваат во ризик безбедноста на патниците и другите учесници во сообраќајот. Се апелира исто така да не возат пребрзо и да ја прилагодат брзината според условите на патот.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!